Мобингот се дефинира како појава на психичко малтретирање кое се повторува низ активности кои имаат цел да го деградираат работникот, да предизвикаат повреда на достоинството и неговите права. Мобингот е појава што штети на физичкото, менталното и социјалното здравје, па затоа од големо значење за оние кои почувствувале и чувствуваат мобинг од колегите и предпоставените е да научат како да се справат со него. Постојат соодветни методи и техники кои можат да им помогнат. За поздрав е најпрвен оваа ваша иницијатива, оваа ваша соработка. Тоа што планирате малку повеќе, малку погласно да зборувате за овој проблем, кој што веројатно и во Македонија, како и секаде во светот, е се почест. Би сакала малце повеќе да ни објасните за тоа што е мобинг и каква е состојбата на овој план во Македонија. Мобинг е психичко или полово вознемирување на работното место. Тоа подразбира негативно однесување од поединец или група, према која се врши према поединец или група, а представува повреда на честа, достоинството, интегритетот на една личност, предизвикува страф, непријатност, понижување на таа личност и обично целта е таа личност сама да се замине од работното место или да се компрометира нејзината професионална иднина кариера. Каква е состојбата во Македонија? Дали еве вие со оглед на тоа што организирате еден ваков тренинг, како резултат на што се наметна потребата да го организирате овој тренинг? Сметаме, јас и Марина, дека многу е застапена оваа појава, значи во денешното општество, дека многу има луѓе кои што молчат, а треба да си помогнат самите на себе, значи да превенираат да не се случува истото, а доколку нели веќе се жртви на мобинг, на кој начин да се заштитат. Јас би можела слободно да кажам дека имаме похрабри, значи луѓе кои што превземаат мерки, за разлика од пред 2013 година, кога и немаше посебен закон за заштита од вознемирување на работно место. Претпоставуваме дека со самото донесување на овој закон имаме лица кои што се охрабрија да преземат, а исто така и со самото донесување на првата пресуда каде што се утврди мобинг, исто и таа ги охрабри луѓето да превземат мерки во овој дел. Добро, би се задржале на тренингот, на она што го организирате, што ќе се случи наскоро. Како е осмислено? Па јас со тамна и со Маја имаме разговарано дека треба да се направи нешто на оваа тема. Јас секако од мој аспект начинот на справување со мобинг, значи како да се културираме самите себе си, како да уште на почеток да воспоставиме некаква граница и да креираме самодоварба за тоа да не продолжи тој процес на мобинг, бидејќи јас од мој аспект исто со тренинзи што ги одржувам, гледам, согледувам дека тоа е навистина многу застапено и треба да се превземат мерки, меѓутоа индивидуата е таа која што треба да научи алатки како да се справува со мобингот. И токму тоа ќе го правиме на овој тренинг. Не е многу долго, 2,5 часа е, меѓутоа за почеток е нешто ето луѓето да се охрабрат, како што кажа Маја, затоа што не секој се сака јавно да си ги каже своите проблеми, бидејќи постои некаков страф и тоа сакаме таа граница, таа бариера да ја отвориме на некој начин за луѓето да можат слободно да зборуваат за тоа и секако и на другата страна да и се даде некаква шанса на поправување, на менување во начинот на комуникација за да не доаѓа до такви ситуации. Кој од вас, кој дел ќе го објаснува и ќе го толкува пред посетителите на тренинг? Најпрвен ќе сакаме, ќе се обидеме нели да ги едуцираме, односно да ги запознаеме со тоа што е конкретно мобингот. Знаете, во практиката многу често мобингот се поистоветува со дискриминација, со класична повреда на закон за работни односи, значи токму запознавање детално за тоа што е мобинг. Затоа што законот не предвидува дали ова действие или тоа е мобинг. Ние од пракса, значи затоа што долго време го работиме и ова, ќе ги запознаеме што точно, како да препознаат дали навистина се жртви. Откако ќе препознаат на кој начин да делуваат, да действуваат. Марина ќе збори за нејзиниот дел, значи кои алатки да ги користат, да се справат како индивидуи, меѓутоа јас можам јас ќе ја презентирам и вонсудската и судска постапка како дојде и до тоа. Често ја форсираме вонсудската постапка затоа што е побрза, затоа што е мирен и спогодбен начин на решавање на проблемот, значи во самата работна организација. Така што на овој тренинг, ако е 2,5 часа, ќе опфатиме буквално се за мобингот, дури и преку примери, пластично ќе им доловиме на посетители
споделите за тоа што е мобинг и на кој начин да превенираат и да делуваат. Така? Да, од мој аспект, значи ќе има и практични алатки за тоа како да се справат со мобингот. Прво, како да препознаат. Тоа е најважното и како мобингот делува на нив. Значи, кои се симптомите, како го чувствуваат и како да реагираат на тие тригери кои што доаѓаат од надвор и нормално практична алатка како да се справат со тоа. Така да во секој случај ќе биде многу корисно и ги охрабруваме сите оние кои што се справуваат на некој начин со таков вид на комуникација, да кажеме, која што може би се уште не е мобинг, дефинирана, меѓутоа оди натаму и како навремено да го спрече тоа. Јас не се сомневам дека ќе биде успешен тренингот и ќе има многу посетители. Дали ова може би ќе биде само почеток на една ваша соработка и на некои слични теми на ова? Секако. Да, со задоволство. Да. Тоа е идејата, значи да се прошири, затоа што нормално мобингот е само на работа, меѓутоа јас го гледам и од друг аспект, не се нарекува нели мобинг, меѓутоа таа не почит, не комуникација помеѓу луѓето, че тоа е расширено кај нас на многу повеќе нивоа и од мој аспект е како професионалец, како експерт за тоа, навистина би сакала нешто да се направи за на повисоко ниво да се смени комуникацијата помеѓу луѓето. Да. Тренингот во кој е вклучено совладувањето на техники за соочување со мобинг е наменет за сите оние кои се чувствуваат безпомошно во својата работна средина. Заради важноста на оваа појава и проблемите што таа ги предизвикува, потребно е луѓето да научат, пред се да ја препознаат. Мобингот може да се спречи со информирање, едукација, тренинг, совладување на важните комуникацијски вештини, како и со заштитно законодавство и организацијска политика и пракса.